Мојата колешка Александра Бубевска веќе е на Скопско кале. Александра, добро утро. Кажи ни на која тема конкретно ќе ги посветиш минутите за културата во денешниот утрински брифинг и кој е твојот денешен соговорник? Добро утро, Кристина, добро утро на сите наши гледачи и слушатели. Нема да побегнеме многу од политиката, бидејќи и за фестивалот Акто, за кој што ќе се разговара со Филип Јовановски, првиот човек на овој фестивал, ќе зборуваме за она што значи ангажирана уметност. Филип, ќе ве замолам на почетокот да ни кажете за годинашниот 19-ти поред Акто. Всушност, вие сте еден од основачите, иницијаторот, куратор, автор на концептот и така натаму. Велите 19-то, бидејќи имавте неколку мали како се вели тоа, подизданија. Всушност се 15 години во прашање. Значи, оваа година сакате да испратите две пораки, а тоа е солидарност, заедништво од една страна и зачувување на она што значи модерно архитектонско наследство. Да, годинава е 15 години од Акто фестивалот, 19-то издание, бидејќи неколку години веќе интервенираме и во други градови соработуваме. Да, годинава самата ситуација со коронавирусот не натера некако да и формата на фестивалот да ја преиспитаме, така што ќе развлечиме програмата во текот на целата година, а почнуваме со интервенции во јавен простор, окупирање на јавниот простор со пораки кои што се однесуваат на солидарноста пред се, но поврзано со секој локален контекст поединечно. Што значи тоа? И паралелно каде можеме отвараме идејата за јавните простори во културата и нови институции. Конкретно во Битола започнавме со просторот на кино Партизан. Да, тоа беше вчера, каде што го завршивте муралот. Го завршивме муралот, кино Партизан кој што припаѓа на театарот, значи тоа е во партнерство со театарот го направивме муралот на колективот Курс, и тоа е цитат од песната за солидарноста на Брехт, и кој што на некој начин идејата беше, барем со муралот до Битола, да во јавен простор пуштиме порака за против ксенофобијата, кој што сметам дека некако се уште ни го окупира јавниот простор и општеството и национализмот, и некако мислиме дека преку уметност можеме да влијаете. Па да влијаеме, да одговориме на тој национализам кој што е присутен. Мислам, дури реакциите кои што додека се сликаше муралот од одредени граѓани беа прилично, имаше доста реакции во насока на тоа дека со некој националистички подтекст. Зошто го сликаме ова и така натаму. Така што тоа ни е линијата, продолжуваме во уште 6 градови, 6 локални заедници, следен ни е Ченто, сликаме на културниот дом во Ченто, тој е во Скопје. Работиме таму со дел локални уметници од локалната сцена и исто се обраќаме во контекст на солидарноста, тоа го поврзуваме со поплавите кои што беа пред неколку години и така. А потоа одете и во другите градови, малку да видиме кои градови се. После во Гевгелија соработуваме со Бош фестивалот и уметникот Миленичевски. Во Велес, со општина Велес имаме одлична соработка за сега. Во Штип со уметницата Јана Јакимовска, во Кочани со Ненад Тонкин. Добро, Битола спомнав. Да. И во Прилеп исто ќе имаме мурал, едно колективно дело со Ристо Аврамовски, го работиме заедно. Таму ни е темата антифашизам. Некако се гледаме, се врзиме и со темата на градот и оно што е битно за градот. Интересно е што Акто секогаш сака да соработува со локалните заедници, што не доаѓате вие како некои уметници од озгора да се поставите, да речам, нели над локалната заедница, туку сакате да соработувате. Да, тоа ни е многу битно од самата постапка и на креирање на фестивалот и на програмата и во целата политика на оно што го работиме. Сметаме дека култура од доле нагоре е начинот како треба да се градат работите. И тој пристап некако гледаме и да го потенцираме. Значи повеќе процесот, контекстот политички, отколку авторот како некаков гениалец. Да. Кажете ми, Акто секогаш се занимава со актуелни теми. Јасно е зошто солидарноста и заедништвото оваа година ја избравте како своја фокус тема, но интересно е дека го избравте и да се борите против национализмот, против ксенофобијата. Дали сметате дека сега баш е моментот или дека е тоа многу актуелна тема кај нас? Па за жал се уште постои, мислам, барем тоа е мислење дека некако не доминира тој национализам, таа ксенофобија. Мислам, дури во Битола за жал
се чувствува тоа, конкретно со колективот Курс, додека го работевме муралот во процес, они самите забележавме нови графити со прилично силна и тврда националистички пораки низ целиот град во Битола. Дел покриени, дел не можеле да стигне, дел пресно напишани, така што само тоа ни ја докажува актуелноста на зошто сакаме да одговориме преку дел од програмите на тој национализам, ева како кажано, најшироко. Муралите се една форма на уметност во јавен простор кој што го зема вниманието на сите што поминуваат, на сите што ќе го видат. Радува и фактот што за разлика од други некои институции, вие сепак не се одлучивте да онлайн одите со програмата, туку се сетивте на оваа форма на муралот. Мислите ли дека муралот е тој што може да ја пренесе пораката, што сакате да ја пренесете? Па мислам дека да, доста размислувавме и се уште се трудиме дори другите формати да ги реализираме колку што може повеќе офлайн. Се разбира дека доста ограничување има со пандемијата. Да, сметаме бидејќи муралот и некако ние се повикуваме и на наследство социјалистичко на мурална уметност која што доминирала во јавниот простор и праќала пораки преку уметност. Тоа не е многу важно. И муралот не е за еден ден, него тој ќе постои, ќе праќа таа порака и уметничка и политичка. Колективот Крус не случајно го одбравме за Битола, веќе они баш специјално се бават со мурали и некако затоа тоа го отворивме. И да, некако се трудиме да офлайн имаме активности, муралите некако добро низ процес на размислување некако стигнавме до таа идеја. Значи, ги запазуваме мерките, постоиме во јавниот простор. Втората порака што сакате да ја испратите е зачувување на модерното архитектонско особено наследство што го има во Македонија, кое што честопати е заборавено или и запуштено. Да, тоа е една од линиите со која се бавиме веќе подолго време, можда највидливо преку проектот со железничка зграда. Али да, каде можеме, конкретно со муралите не можевме секаде, иако пробавме. И има многу интересни, добри објекти надвор од Скопје, конкретно Домот за култура во Кочани и други, кои што имаат потенцијал да се потенцираат преку оваа тема за зачувување на тоа наследство. Интересен е домот во Ченто, кој што е напуштен, одличен бетонски објект, така што да, една од линиите ни е тоа подсеќање на тоа модернистичко наследство и можеби во иднини да и негова заштита. А и самите мурали мислам дека се одлична форма да ги обележиме тие простори. Давате уште една димензија практично на просторот. Некои би рекле дека го оштетувате, но вие практично велите дека ги трансформирате нивните значења и нивните контексти во денешно време. Па да. Бидејќи секој мурал во секоја конкретна зеница е врзан за конкретната приказна. Интересен е, например, случајот со киното Партизан во Битола, кој што припаѓа на театарот, е јавен простор, но не е во функција, па еве можеби ова ќе иницира една идеја за понатаму се стави во функција, како можеби некоја плюс сцена на театарот. Домот на култура во Ченто, исто така одличен објект за заедницата, направен за заедницата. Така што, да, тоа е другата димензија на оваа иницијатива со мурали. Да иницира можеби акција понатаму и од надлежните и сакам да потенцирам дека овој проект и тоа ни е многу важно. Соработуваме со јавни институции и општини и тоа е исто една од мисиите и на Актофестивалот, соработка со и создавање на култура од јавен интерес и соработка со јавни институции. Значи имаме соработка со Газибаба, општина Газибаба, општина Велес, град Скопје, театарот во Битола, така што општината во Кочани и таа соработка сметам дека е битна да се развива помеѓу овој во институционалниот сектор. Филип, ви посакувам успешно издание на Акто, уште едно успешно издание на Акто и благодарам за учеството во утрински брифинг.